Денеска одржавме состанок на кризниот штаб на општина Прилеп, при што ја разгледавме состојбата на коронавирусот во нашата општина. Во текот на изминатото деноноќие регистрирани се 3 нови случаеви на зараза со коронавирусот и 2 оздравени случаеви. Во моментот на инфективното одделение во општата болница во Прилеп хоспитализирани се 21 пациент, од нив позитивни се 16, а за 5 се чека резултат. 36 граѓани се на домашно лекување. Вкупно од почетокот на пандемијата 193 наши сограѓани се заразиле со коронавирус, од нив 63 се активни случаеви, а оздравени се 118. Има и 12 смртни случаеви. Вкупната бројка на извршени тестирања од коронавирусот од Центарот за јавно здравје и инфективното одделение во Прилеп изнесува 906. Во правец на ваквата ситуација со вирусот COVID-19 во нашата општина, сакам и како градоначалник, како лекар, но пред се како човек, да кажам дека сум згрозен од вчерашната намера на опозицијската ВМРО ДПМН, злоупотребајќи ја состојбата на коронавирусот, да внеси нови поделби помеѓу граѓаните во нашата општина. Никој нема право да стигматизира и да дискриминира ниту една етничка заедница, дека токму тие се најпогодени од коронавирусот, во случајот ромите од населбата Тризла-2. Сакам да потенцирам дека од болеста подеднакво се погодени граѓаните од сите етнички заедници, македонци, роми, турци и сите останати. Процентот на заразени граѓани во Тризла-2 е ист како процентот на заразени граѓани во другите урбани заедници: Центар, Вишне, Ѓокдере, Точила и така натаму. Сепак, ние продолжуваме со спроведување на мерките на заштита на колективното здравје на граѓаните на општина Прилеп. Во текот на викендов ја продолжуваме акцијата за дезинфекција на улиците, на јавните површини и зградите во градот. Во оваа прилика сакам да ги информирам граѓаните дека комплетно е завршена постапката за субвенционирање на инвестор клими и велосипеди. Во текот на следната недела, општина Прилеп на трансакционите сметки на сите граѓани кои ги исполниле условите на јавниот повик, ќе им ги префрли средствата за набавените клими и велосипеди. Исто така, во наредната недела ќе распределиме и донацијата од 100 таблет компјутери, кои тетовското семејство Дестани преку компанијата Еколог ги донираше за учениците од социјално загрозените семејства на општина Прилеп. Уште еднаш ја користам оваа прилика да им порачам на граѓаните од нашата општина да се придржуваат до мерките и препораките на владата, Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести и да не се злоупотребува олабавувањето на мерките. Апелирам до моите сограѓани да ги почитуваат мерките за превенција и предпазливост од COVID-19, редовна и почеста дезинфекција на рацете и работните површини, носење на заштитни маски, држење на дистанца и да нема групирање на повеќе граѓани. Со тоа ќе го зачуваме личното здравје и здравјето на нашите најблиски. Сакам посебно да се обратам до повозрастната категорија на граѓани, лицата над 67 години, особено оние со хронични болести, и покрај олабавувањето на мерките, што помалку да ги напуштат своите домови и на тој начин да се заштитат себе си и своите семејства.